Ова издание е на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Скопје се приклучува на мрежата на зелени градови. Од 250 до 700 денари се продаваат маските за 1 април. Водовод ќе поставува GPS локатори за утврдување на точна локација на дефекти. Шприцови игли наместо директно во дрисла завршуваат во контејнерите за комунален отпад. Во Скопје интензивно се гради, а цената на становите се очекува да се зголеми. Град Скопје ја почнува изработката на акцискиот план на Зелен град и со тоа станува првиот град од државава што се приклучува на мрежата на зелени градови на Европската банка за обнова и развој. Ова денеска го истакнаа учесниците на вовидниот состанок и работилницата за имплементација на едногодишниот проект за поддршка на развојот на акцискиот план Скопје Зелен град. Како што истакна градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов, акцискиот план треба да му помогне на град Скопје да ги идентификува и адресира предизвиците за животната средина, цврстиот отпад и рециклирањето, централното грејење, третманот на отпадни води и урбаниот транспорт, со цел да се намали локалното загадување, да се подобри енергетската ефикасност и ефикасноста на ресурсите, како и адаптација на климатските промени. Најави дека акцискиот план ќе се изработува околу 13 месеци пред да се разгледа и усвои на седница на Советот на град Скопје. Клучни сектори што ќе бидат опфатени од овој акциски план се сообраќајот градежните објекти, индустријата, енергијата, водата, цврстиот отпад и употребата на земјиштето. Наша крајна цел е да се изработи акциски план на градот Скопје за зелен град, кој што ќе биде усвоен од страна на Советот и затоа ги користиме и услугите на Европската банка за обнова и развој и консултантите кои што ги има. Еден веќе проект заеднички го работиме, тоа е набавката на автобусите која што е во тек и очекувам дека чекор по чекор она што можеби некому му личи на невозможна мисија ќе успееме да го завршиме, бидејќи од овој акциски план треба да ни произлезат мерките кои што градот ќе ги превзема како политики во наредните 10 години на долг рок, кои чекори треба да ги преземеме во наредните 5 години и кои треба да ги преземеме како среден рок и кои треба да бидат превземани интервентно. Шилигов додаде дека важно е на крај да добиеме документи, креирање политики што ќе овозможат да живееме во поздрава животна средина од онаа со која се соочуваме во последната деценија. ЕБОР ќе соработува со град Скопје и со представниците на општинските институции на овој проект со цел да ги идентификува приоритетите преку претходно дефинирани одредници од страна на Организацијата за економска соработка и развој и глобалната мрежа на локалните влади за одржливост, за да создаде план на активности и цели за действување во наредните 10 години. Планот ќе биде развиен во тек на оваа година, пред да биде поднесен за одобрување пред Советот на град Скопје. До сега ЕБОР има инвестирано над 1,85 милијарди во нашата држава, во 115 проекти, од кои најголемиот дел се во инфраструктурниот сектор. На воведниот состанок и работилницата за имплементација на едногодишниот проект за поддршка на развојот на акцискиот план Скопје Зелен град денеска присуствуваа представници од општините, бизнес секторот, невладиниот сектор, како и од повеќе институции и консултанти. Според анкетата што минатата недела ја спроведе истражувачката агенција М-Проспект, 18,8% од жителите на градовите велат дека најголем проблем при нивното движење со велосипед им е безбедноста, а во селата е дури 48%. Исто така 10,4% од испитаниците кои живеат во град и 8,8% кои живеат во село го посочиле токму недостатокот на безбедноста како главен виновник зашто не возат велосипед. Според МВР билтените, дури 87,5% од пријавите биле за сообраќајка помеѓу велосипед и автомобил, а останатите 12,5% се поделени на други типови на сообраќајки. Велосипед изгубил контрола 5%, се судриле велосипед со пешак 3,8%, судир на велосипед со мотор 2,5% и судир меѓу автобус, велосипед и мотор 1,3%.
Речиси 2/3 или 63,4% од сообраќајните судири завршиле со тешки последици за велосипедистот. Со смрт завршиле 19,5% од сообраќајните судири, а 9,8% од велосипедистите се наоѓале во животна опасност. За 2,4% од сообраќајните судири не било наведено со каква последица се здобиле велосипедистите. Јавните предпријатија бележат позитивни резултати во управувањето со финансиските средства, беше истакнато на денешната седница на Советот на град Скопје. Јавното предпријатие Градски паркинг во 2018 година по основ на приходи од јавни паркиралишта заработило 147.115.268 денари, што е за 11.686.703 денари повеќе во однос на 2017 година. Најголем пораст во овие приходи предпријатието имало во делот на зонското паркирање, додека приходите од затворени паркиралишта и катни гаражи останале речиси непроменети во споредба со претходната година. Јавното предпријатие Градски паркинг остварило пораст на приходите и во секторот пајак, односно во 2018 година секторот пајак имал приходи од 25.213.459 денари, што е за 11,61% повеќе во однос на претходната година. Јавното предпријатие Водовод и канализација со вкупни приходи од 1.061.911.073 денари бележи незначителен пад од 1,04% во однос на минатата 2017 година. ЈСП Скопје бележи пораст во вкупните оперативни приходи, кои на крајот на 2018 година биле за 10,42% во однос на 2017 година и изнесувале 1.858.687.165 денари. Како што велат од таму, постои незначителен пад на приходите од продажбата на услуги и од донации и субвенции, но затоа приближно 6 пати се зголемени преостанатите приходи. Јавното предпријатие Паркови и зеленило на крајот на 2018 година остварило вкупно приходи во работењето во износ од 455.650.916 денари, што е за 9,08% повеќе во однос на минатата 2017 година. Согласно со годишната пресметка за 2018 година, јавното предпријатие Комунална хигиена има остварено вкупни приходи во износ од 1.196.348.618 денари, што е за 0,85% помалку во однос на минатата година. Јавното предпријатие Улици и патишта во 2018 година бележи вкупни приходи од 306.228.144 денари, што е за 75.226.747 денари, помалку во однос на 2017 година. Вработените во јавната администрација од денеска ќе можат да пријават евентуален притисок на работното место за време на предстојната кампања за претседателските избори на алатката што ја објави Министерството за информатичко општество и администрација. Пријавувањето ќе биде анонимно, но доколку некој сака може да ги остави личните податоци кои ќе бидат заштитени согласно Законот за заштита на лични податоци. Ова денеска го најави министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, кој порача дека нема да има притисоци, уцени и злоупотреби на вработените во јавната администрација. Алатката има за цел да послужи како заштита на вработените во јавната администрација во случај на притисоци. Тие ќе можат на едно место да пријават злоупотреби и притисоци. Сите пристигнати пријави ќе бидат проследени до надлежните органи за натамошно постапување.
Со читање на националните и светската порака за театарската уметност, денеска во театрите низ светот се одбележува Светскиот ден на театарот 27 март. Годинава светската порака за театарот ја испраќа театарскиот режисер и драмски автор Карлос Салдран, според кого театарската традиција е хоризонтална и никој не може да потврди дека театарот живее во било кој центар од светот, во било кој град или привилегирана зграда. Театарот, вели Салдрин, се шири низ една невидлива географија. Македонската порака ја испраќа драмскиот автор Југослав Петровски, кој оценува дека театарот се уште не е мртов, но од ден на ден полека умира, бидејќи не достига катарзата. Најдобра театарска представа е онаа представа што на крајот секој од гледачите дома во себе ќе си понесе сосема поинаков петти елемент, што би значело дека најдобра представа е онаа кога секој дома ќе си замине со потполно различна само своја катарза, само свој петти елемент, порачува Петровски во својата порака. Актерката Даниела Ивановска во едно интервју за емисијата Магична сцена со Александар Мицковски се прашува дали вреди да си културен работник, затоа што културата е скриена под непотребни работи. Нашата нација е навикната да гледа како сме угнетувани, навредувани и неправдата која ни е нанесувана. Сметам дека како нација немаме пораснато и го немаме надминато тој проблем, уште се бавиме со таа проблематика. Очигледно полесно ни е да плачеме, да кукаме и да кажуваме колку сме навредени, колку сме угнетени, колку неправда ни имаат сторено. Ниеден паметен не се најде да најде решение како да се излезе од таа ситуација. Дали тоа го пишувал Петре Андреевски во Пире, или дали денеска ќе пуштите вести или ќе прочитате дневни новини или социјални мрежи, мислам тоа е исто, само вокабуларот е сменет. Дури се поставуваме прашање дали вреди ова што го правиме, дали вреди да си актер, дали вреди да си културен работник, дали воопшто културата има некаков третман во нашава држава, дали е културата репрезент на она што сме ние како нација. За жал не. Културата не знам каде е, скриена под черги, па имаме Балкани работи, па некаде ника од култура, како да објаснам. Значи, нема смисла, за мене нема смисла. Апсолутно се потребни системски промени во секоја сфера од живењето. Иницијативата за одбележување на 27 март како Светски ден на театарот е од Интернационалниот театарски институт на УНЕСКО во јуни 1961 година. На првиот ден од месец април, со многу насмев ќе го славиме Меѓународниот ден на шегата, забавата и лагата. Кај нас се традиционални првоаприлските маски. Се организираат маскембали, карневали, но не се пропуштаат и многобројните подсмешливи лаги и закачки. Во пресрет на 1 април, насекаде во продавниците се продаваат маски, а родителите заедно со дечињата се подготвуваат и одбираат маската за 1 април. Како и секогаш, разни маски со ликовите од цртаните филмови може да се најдат по различни цени и тие претежно се движат од 250 до 700 денари. Но има и маски по многу повисока цена, што и не е толку исплатливо со оглед на тоа што маската децата ја користат само еднаш. Но голем е процентот и на рачно изработени маски кои децата заедно со родителите сами ги прават или пак се организираат во групни маски. Може ли ни кажете во пристрет на првоаприлскиот маскенбал каков е интересот на граѓаните, односно на децата, дали веќе започнаа со подготовка на маски? Започнати се веќе неколку дена, мислам околу 10 дена некаде се вижам, па не е некој голем интерес, не знам што е уште, дали од школиве оваа година имат нешто, пример, ова оделение да биде со зајче, ова оделение да биде почна и дома да си спремат самите маски. А што најмногу се бара, што сакаат децата најмногу да се маскираат? Машките повеќе војникот, нинџите, вака нешто, пожарникар исто, имаш морнар. Машките повеќе се околу нинџите, околу војниците, таквите полицајците, значи во таков филм се влезен. А девојчињата? Принцези. Кои се уште принцези, значи од секогаш било принцези и се уште е принцези. Што се однесува до цените, од колку до колку се движат? Па од 300 денари, од 250, 300, зависи, па до кај 600 денари, 700. Игра ли улога цената во изборот на маска?
Па и игра. Искрено игра, мислам дека. Се подготвуваме со цело одделение, ќе правиме групна маска, но тоа ќе остане тајна меѓу нас. А потоа со маската ќе продефилирате некаде? Па ќе се шетаме низ насело. Да, групна маска од нашето одделение. Сами ја подготвувате маската? Да, Дали ви помага никој, наставничките или родителите? дечката нашата класна. Ја ќе се маскирам у клоун. Дали сами ја подготвуваш маската? Да, Многу време ти одзема? па пола сат. Сега се подготуваш за маскимбалот за 1 април. Да, Што ќе бидеш маскирана? вештарка. Си одбра маска? Да. Детскиот културен центар Карпош и град Скопје, како и секоја година на 1 април од 11 до 16 часот на плоштад Македонија ќе организираат детска забава Априлијада Скопје се смее за сите училишта, градинки, деца, тинејжери и граѓани на град Скопје. Ке има забава со маски, песни, игри, забава со модерен балет и останатите секции на Детскиот културен центар Карпош. Златното славече, танцови групи од основните училишта, фотографирање на голем фотозид заедно со суперхероите Спајдермен, Ајронмен, Супермен, Бетмен. Учество ќе земат и децата кои освојуваат и многобројни награди и врвни признанија во својата кариера, а тоа се децата со Даунов синдром од трисомија 21. Оваа година плоштадот ќе биде поделен во неколку зони каде ќе има најразлични активности за посетителите. Бонус забава ќе има од 16 до 19 часот исто така на плоштадот Македонија со младите таленти Мина Блажев, Елита Зибери и Лина Пеовска, како и со музичките уметници Александар Митевски, Бени Шакири и музичкото училиште Music House. Забавата продолжува со DJ Ампов од 17 часот на плоштад Македонија. Прирачникот за родители и старатели позитивно родителство е промовиран денеска од страна на детската амбасада Медјаши. Прирачникот е финансиран од програмата Save the Children, а целта е зголемување на свесноста за важноста на одговорното родителство во насока на најдобриот интерес на децата. Достапен е на македонски, на албански и на ромски јазик. Во прирачникот се акцентирани клучните аспекти на тоа што значи позитивно и одговорно родителство. На почеток се зборува за дисциплина како еден од аспектите на родителството и се нагласуваат две клучни работи, дека дисциплината е учење, а не казнување, и дека физичкото казнување по ниеден критериум не може да биде оправдано зашто има негативни последици по оптималниот раст и развој на детето. На детето треба да му се објасни уште од најрана возраст што значи самоконтрола, дисциплина и емпатија. Не е доволно родителот да биде присутен физички. Ако нема квалитетна интеракција, развојот нема да тече позитивно. Родителството не е нешто со што се раѓаме, туку е вештина која се учи. Основата секогаш се поставува во семејството, наведува една од авторките на прирачникот. Според Медјаши, овој прирачник е изработен по барање на родителите и сметаат дека прирачникот ќе им биде еден вид поддршка на сите родители, да можат кратко и јасно да видат до каде се и како треба да постапуваат. Сметаат дека родителите во нашата држава се отворени, бараат помош и самите го барале овој прирачник. Многу наскоро скопските улици ќе се спасат од постојаното прекопување, како резултат на пукната водоводна цевка, благодарение на новиот GPS систем, чија што инсталација почнува наскоро. Системот ќе има двоен бенефит, како за предпријатието, така и за самите корисници. Имено, ако досега улиците се раскопуваа во радиус од најмалку 5 метри во обид да се лоцира дефектот на водоводната цевка, во иднина со помош на GPS локаторите, ќе се овозможи утврдување на точната локација на дефектот. Од друга страна, покрај бенефитот за работата на предпријатието и корисниците ќе имаат бенефит од поставувањето на овие маркери, односно во насока на дигитализација, преку мобилната апликација за комуникација со крајни корисници, која е во фаза на тестирање. Од водовод најавуваат овозможување на геолокациско известување за најавени прекини во водоснабдувањето, што значи мобилната апликација ќе им овозможи на граѓаните во случај на дефект по дојава од дежурниот информатички систем да добијат порака за прекин во водоснабдувањето. Тоа, како што велат од предпријатието, ќе придонесе што помалку корисници на водовод и канализација да останат без вода во случај на дефект. За таа цел дополнително се ангажира службата за откривање на дефекти, која ќе биде носител на оваа апликација,
а како главен извор на информации ќе бидат 18 пункта кои се распоредени на целата територија на град Скопје. Дополнително, водовод започна и со системска замена на дотраени затварачи, кои представуваат еден од основните носители на водоводната мрежа, како и на целиот водоснабдителен систем. Со тоа се овозможува осовременување на веќе постоечката мрежа и доведување на системот во стабилна, оптимална состојба. Како што информираат од предпријатието, оваа акција нема да представува никакво финансиско оптеретување за корисниците. Екипите на јавното предпријатие Комунална хигиена, задолжени за собирање на отпадот од контейнерите, секојдневно се свидоци на непримерното однесување на скопјани. Во контейнерите наменети за комунален отпад речиси секојдневно наоѓаат предмети на кои не им е местото во контейнерите. Шприцовите и иглите, иако со закон е предвидено директно од ординација да се носат во дрисла, многу често се фрлаат во најблискиот контейнер, а уште поредовно во контейнерите завршува и градежниот отпад, кој со самото депонирање ги уништува како садовите за отпад, така и возилата за собирање на отпадот. Токму со цел едукација на граѓаните за правилно фрлање на отпадот, секојдневно на терен е присутна екопатролата. Во скопските општини Аеродром и Кисела Вода, граѓаните беа едуцирани дека законот за јавна чистота забранува градежниот и кабастиот отпад да се одлага на јавните површини или во контейнерите и информирани дека јавното предпријатие Комунална хигиена Скопје им овозможува електронската, електричната опрема и застарениот мебел да го депонираат во центрите за селекција на отпадот во Карпош и во Вардариште, без при тоа да платат паричен надоместок или пак да ги користат акциите за собирање на кабаст отпад кои редовно се одвиваат во скопските општини. Денеска и утре, токму ваква акција за собирање на кабаст отпад се одвива на територијата на општина Кисела Вода. Како што информираат од Комунална хигиена, со цел превентивно действување на прагот од пролетната сезона, екопатролата се сретнала и со сопствениците и вработените во угостителските објекти на кеот 13 ноември, со кои што било разговарано за правилното третирање на отпадот од храна и елимирањето на истедоците, кои што создаваат непријатна миризба околу садовите и можност за зарази. Поголем проблем представува и фрлањето на неизгаснатиот жар од скарата на угостителските објекти во контейнерите, кој потоа предизвикува опожарување на истите. Портпаролката на јавното предпријатие Комунална хигиена Ана Марија Брангјолица нагласи дека екопатролата нема ингеренции да казнува, но доколку забележат поголем прекршок, доставуваат записник до МВР, пошто прекршителот одговара според законот. Понудата на станови во Скопје ја надминува побарувачката и тоа за двојно, односно има повеќе од 5000 непродадени станови, а се градат двојно повеќе. Според податоците, најголема побарувачка на станови има во општините Центар, Карпош и Аеродром, каде цената на метар квадратен е околу 1200 евра. Во другите градови становите се продаваат по пониски цени за метар квадратен. Например, во Крива Паланка можете да купите стан од 500 евра за метар квадратен, додека во Кавадарци цената на становите се движи околу 850 евра за метар квадратен. Според едно истражување за период од 5 години, 7613 граѓани кои претходно живееле во општина надвор од рамките на град Скопје се преселиле во една од 10 општини која припаѓа на градот. При тоа, најголем број или 1483 граѓани се доселиле во општина Аеродром. По нив следуваат 1198 граѓани кои се населиле во општина Карпош, а 1135 во општина Кисела Вода. Најнеатрактивна општина за жителите кои доаѓаат надвор од Скопје е општина Шуто Ризари, каде се доселиле само 129 граѓани. Експертите најчесто кажуваат дека Скопје е град проектиран за население до 350.000 жители, дека нема и инфраструктура да одговори на големиот број жители и забрзаното градење.
Например, во моментов во главниот град е почната изградбата на деловно стамбениот комплекс Eastgate, кој ќе се простира на површина од 125.000 метри квадратни. Во Карпош неодамна едногласно Советот го усвои детално урбанистичкиот план за градска четврт кој опфаќа дел од касарната Илинден. До старата железничка станица се гради деловно стамбен комплекс на вкупна површина од 325.000 метри квадратни, а во аеродром на повеќе локации се градат големи стамбени блокови. Според најавите, во наредниот период се очекува да се зголеми повеќе вредноста на становите во Скопје. Ако се направи споредба во другите држави, веќе е покачена цената, па по квадрат за стан или деловен простор во Софија, Букурешт и Будимпешта пред 10 години чинеше од 800 до 1000 евра, а сега чини од 2500 до 3000 евра. Тоа се очекува да се случи и во нашата држава. Убавото време ги наполни детските паркови и игралишта, кои за жал на многу локации во Скопје се искршени и опасни за употреба. Многу често може да се забележат искршени лизгалки, лулашки и клацкалки. Со цел обезбедување на соодветни услови за престој на децата, дел од општините започнаа проект за обнова на детските игралишта. До сега се реконструирани неколку игралишта во општина Киселавода, а во дел од нив покрај санацијата на постоечките реквизити поставена е нова урбана опрема и нови лулашки за деца. Во моментов во тек се активности за фарбање на реквизитите на детското игралиште и урбаната опрема до Средното економско правно училиште Васил Антевски Дрен. Од општината најавуваат целосна обнова на сите детски и спортски игралишта и апелираат до граѓаните за одговорно однесување, за зачувување на урбаната опрема и умилените игралишта на најмладите. Но не само детските реквизити, во лоша состојба се и чешмите и фонтаните низ општината. Од општина Киселавода велат дека тоа е резултат на несовесното однесување на некои граѓани, кои покрај сите апели и засилените инспекциски контроли постојано ги вандализираат и уништуваат. Од општината информираат дека во тек е акција за нивна темелна репарација, пошто ќе бидат пуштени во употреба. Првите чешми и фонтани во употреба ќе бидат пуштени уште утре, додека останатите во текот на наредните денови, информира за Прва Скопска портпаролот на општина Киселавода Јанко Бацарија. Кога станува збор за медот, граѓаните многу ретко можат да препознаат квалитетен мед, но затоа искусните пчелари тоа многу добро го знаат и да го препознаат. Па затоа денеска во студиото на Прва Скопска разговараме со господинот Ванчо Петковски, кој 38 години се занимава со пчеларство. Господине Ванчо, добре дојдовте во студиото на Прва Скопска и благодарам што прифативте да разговараме токму на оваа тема. Благодарам за поканата. Се радувам што можам да кажам нешто на овој аудиториум. Го ценам тоа. Ќе разговараме за медот, па еве би можеле да ни кажете некои карактеристични својства за медот. Медот е посебна субстанца и мора да го утврдиме како поим, онака како што е утврдено во цивилизациите кои што добро го анализирале медот како таков. Медот е субстанца која што мора да помине низ пчелата, односно производ на растенијата, ама пчелата го собира, го преработува, доработува, додава своји елементи, го легерира и како таков е мед. Пред тоа тој е нектар, односно хемиски, тоа се разни видови на прости и сложени шекери кои што се наоѓаат во природата. Најчесто тоа се производ на растенијата, кој што во познатата така наречена фотосинтеза, со помош на светлосните зраци, односно фреквенцијата нивна, водата, јагленородниот диоксид и хлорофилот што го имаат растенијата, се создава така наречената најпознатиот шекер гликоза. Гликозата како основа на живиот свет. Затоа медот покрај гликозата собира и други посложени шекери, па и прости, меѓутоа основно да ги спомнеме само тие прости шекери кои што се наоѓаат во медот, затоа што тие организмот полесно ги прима, а тоа се гликозата, фруктозата,
потоа малтозата и маноза, еден посебен шекер кој што го рачат исклучиво само растенијата и тоа го лачат во форма на симбиоза со други инсекти. Може да го кажеме тоа е оној посебен црн мед и ние македонците, односно на Балканот, употребуваме ние веќе друг термин непознат за медликовец, а треба да се навикнеме да го викаме маноза, односно манов мед, затоа што составот на тој шекер имаме убаво име. Ние во Македонија знаеме да кажеме во планината падна мана. И во Бугарија, да кажеме, во други држави исто така се вика маноза и дури на англиски се вика маноза медот. А ние овде го викаме медликовец или шумски мед. Не. Тој има прав македонски назив и се вика мана. Значи, покрај овие медови има и разни видови други медови кои што пчелите ги собираат од цветовите. Значи, со појава на цветниците пред 80 милиони години се појавиле разните видови на цветови кои што ги привлекле при опрашувањето и нектарат. Има посебни клетки кои што нектарат, тој нектар пчелите го собираат и основно во анатомијата мора да сватиме дека пчелата покрај устата има една медна вољка. Значи таа пред да премине во органите на цревата и да се разнесе, има медна вољка. Во таа медна вољка пчелата додава ензими, најчесто инвертаза, покасно може и некои други елементи, најчесто од млеч или остатоци од аминокиселини, кои што пчелата си ги разнесува по своите соматски клетки. Меѓутоа, мора за медот, ако зборуваме, да кажеме дека пчелата нема ни вени, ни артерии, нема портаја како кај човекот од цревата да се оди, па да се разнесе, нема вени. Значи, директно овие елементи што ги содржи медот, а се мисли на околу 180 утврдени елементи, кај пчелата оди директно во соматските клетки само под притисок. Пчелата има срце, меѓутоа има продолжено срце со неколку комори, кои што секоја предкомора е комора на предходната, има залистоци, ама ово отворени ости или каверни, каде што од утробата се пренесува до соматските клетки хранливата материја. Човекот кога ја зима оваа храна, замислете, ја зима директно на мембраната, на било која клетка. Така пчелата се храни. Така пчелата добива енергија од природата. Животно, кое што еволуцијата го развила до тој степен, да има вакви органи да ја користи елементарни субстанции од природата. Видите какви решенија во природата има. Ова е предизвик за секој интелектуалец, па посебно и за пчела да се занимава со ова. И не може да не се занимава со биологија и физиологија ако се бави со оваа гранка. Вака малце да почнеме за увод за медот да кажем. Инаку медот кажавме дека покрај овие шеќери има и други утврдени од Токин, еден научник ги утврдил сите фитопрепарати, фитонциди како природни антибиотици во медот. Значи утврдени се тие и дадени се во литературата. Објаснети се. Тие се во разни форми, во вид на соли, во вид на ние ги чувствуваме како луто, како кисело, како горко, како кристали, како етери посебни. Потоа ги чувствуваме во форма на кетони, на испарувачи, кои што долго време ги чувствуваме во околината. Така да медот и при препознавањето мора да го има оној мирис, оној амбиент да го исполнува со некакви етерични масла или елементи кои што ги содржи од природата. Не може мед да биде да не мириса никако или да едноставно да кажеме пластичен. Значи тоа е само сахарозата. Сахарозата како сложен шеќер при разлагање на гликоза и фруктоза, таа не мириса. Не може да има никаков мирис. И основно, на пазари, кој ќе видиме, ние гледаме тегла, разложена сахароза и ја гледаме како да свети во незе нешто. Зошто? Затоа што можноста на овие шеќери имаат можност за поларизирана светлина да ја отклонуваат. Едната ја отклонува во десно гликозата, фруктозата во лево, ама растворена како сахароза ја отклонува исто во десно. Додека медот, ако е растворен, ако е одделена, значи, ако
тогаш она се одвојува, светлината се одвојува во лево. Основно, значи, при купување, при продажба, освен вкус, да кажеме, ние може да го препознаеме медот на пазар, како да има во него, најпластично речено, некоја сијалица да свети и тој како да цалка, би се рекло, како да блешти. Прва индикација на тоа, дека тој мед не е во ред. Инаку, може да зборуваме ние за квалитет на мед, меѓутоа мора да се пофалиме дека Македонија неодамна купи и доби, се опреми, дали со така наречен хроматограф, и тоа воден хроматограф, тоа е индикатор на молекулите, на составот на било која субстанца, како што слушнав на други медиуми, дека тој е исклучиво за мед и за чоколадо. Значи, Македонија, за да може да извезува, сега ние пчеларите, ќе добиеме сертификат, како што не е обеќано, дека ги исполнува условите на анализа на медот, кои што ќе се ценат во било која држава од Европската Унија. Значи, ова беше лек до сега да не ни ги враќаат производите ние што можевме да ги извезуваме. Например, јас извезов мед порано и во Австралија дури. И во други држави ние извезуваме помалце мед и во соседството. Меѓутоа, секојаш се плашиме дека нешто ќе најдат некој остаток, односно ќе речат дека оваа постапка на анализа не е доволна. Инаку, оваа хроматографија утврдува и, како што разбрав од професорот, и поленска анализа. Значи, мора овој мед да има и поленови зрна од амбиентот. Ние во Македонија имаме... Македонија нема море, ама има мноштво на билки. Сите билки цветаат и тој мед паѓа, ние го губиме. Замислите, секоја година ние тоа да го собираме. Па тоа е како да имаме море, тоа е богатство. Пчелите како животинки и ние како луѓе кои што се занимаваме со пчелар, мора да бидеме подпомогнати. Мора да разбереме дека во светот сега во момент се води голема битка за опстанок на пчелите. Зошто? Затоа што не само 70% што создаваат храна и приход од храната зависат, посебно растенијата, посебно организми кои што не ги опрашуваат други инсекти и посебно што другите инсекти веќе изумреле. Во покрајината Сечуан во Кина, што е поголема од поранешна Југославија, нема инсекти. Тамо со пердушка ги опрашуваат јаболките и крушките кинезите. Зар така треба да се доведеме и ние? Затоа бараме заштита на државата и во овој правец. Добро, дали би можеле по-конкретно за граѓаните, кога ќе отидат да купат од некаде мед, што ќе им препорачате? Како да го препознаат дали медот што сакаат да го купат е квалитетен и хранлив, природен или не? Денес индустриите, посебно кондиторската индустрија и обработката на шеќери, стаса до тој степен да разлагањето на сахарозата, односно правење на слични производи на мед, е масовна. Затоа и луѓето може да бидат во обмана при купувањето и избор на мед. Мој совет е прво да купуваат производ од својот крај, кој што го препознаваат искуствено, го препознаваат по боја, по вкус. И второ, најбитно, моје мислење, дека треба да го препознаваат купецот, продавачот. Значи, се купува од познат продавач. Зошто? Затоа што треба да имате во него доверба, он сигурно дека ќе ви даде изјава дека е неговиот чист, дека е здрав, дека е надвор од животна средина, во убави услови и така натака, а вие ќе знаете од вашето искуство и бисте го одбрале правиот вистински мед према мене во овие услови. Ако некој ви го фали дека негде се наоѓа на некое место, па тамо, вие не можете да имате доказ ако не го познавате. Тоа веќе и трговијата успева да биде вешта, да ги убеди. Дали може да ни кажете ви исто така накратко генерален впечаток од изминатата пчеларска сезона? Каков беше воопшто исходот? Видете, во поново време се случуваат не само заради климатските промени, заради појавата на разни видови на болести, посебно на габи. Габите во овој период земаа голем замах. Сите производи што се наоѓаат се скоро нападнати, посебно кај што има шеќер, се нападнати од габи. Ако цената на јаболката падне и паднат и јаболките не се собираат, пчелите се вртат околу сите овие производи земјоделски, покушаваат тие шеќери да ги внесат во кошниците, ама тамо се наоѓаат од групата на аспергија една негра, црна, една габа,
која што е страшно лоша. И моje мислење е дека тоа направи помор и кај пчелите. Значи, не е само што е штетна кај луѓето, него има последици и кај пчелите, затоа пчелите минатата година има големи проблеми, не само заради топлината, не само заради спржувањето на тие клетки кои што нектарат кај цветовите на растенијата, туку и заради вкупната состојба на појава на разни видови на болести. Минатата година беше многу лоша и луѓето поминаа пак тука околу нашиот просек 15 килограми по кошница. Во некои краишта, дури онаа мана што ја зборував, каде што растенијата требаше да ја создадат во Охридско-Песпанскиот регион, потоа исто така и во Беровскиот крај, ја немаше, имаше во одредени региони, тамо се појави, ја има, меѓутоа доста малку, таа е тој темен мед со посебна арома, коштан од веќе повеќе подолго време, не меди. Зошто? Затоа што исто тој цвета негде во средина на летото, после 1 јули, од 1 до 15, зависи географската висина, 1 до 15 јули, исто и тој имаше проблем во медењето. Значи, медењето, односно пчеларството, како гранка доаѓа и медењето доаѓа во многу голема криза. Мора ние да размислиме за климатските промени, мора ние да направиме нешто. Посебно ова би сакал, што вашата емисија е скопска, би апелирал за употреба на препарати против комарци и прскањето со авиони. Би ве замолил, ако може да се замени, да се субституира со рипчиња мали кои што се хранат, природни, да направиме природни непријатели на комарецот. Со ларвите, овие рипчиња, каублери, мали, се ранат исклучиво со ларви на комарци и ако би се порибиле сите бари и заставини, би се сигурно намалило оваа наезда на комарци. И би апелирал, ако може, да се употребува ноќе или навечер да се употребува, не преку денот. И со помала каренца, значи, да може отровот да се разградува, да не има последици после 2 или 3 дена. Зошто и во Скопската околина има пчелари. Сега, имаме ли ние услови за профитабилно пчеларство? Ова е многу тешко прашање да ви кажам, меѓутоа само медот не е производ во пчеларството. Среќа што пчелата има палета на производи со кои што може да се дополнува буџетот. Еве да кажеме, само да спомнеме, прополисот, млечот, поленот, пергата, восокот и други, па и роеви, живи матици и така натака, се производи на палета на можност за приход на пчеларот. Значи, ако не даде медот, мора да се направи техника за производство на млечо. Млечот е богатство на аминокиселини. Сите есенцијални киселини, аминокиселини, се во млечот. Млечот е субстанција која што, затоа велиме дека поише има принципи и правила, нема закономерности утврдени многу. Затоа што науката све што гледате веќе прифаќа од ова интересно живот. Ако е така мало, од авиоиндустријата до биохемијата. Скоро е многу интересно животно и затоа е провокација да се занимава човек со пчеларство. Многу е, па и дека не биде профитабилно, би се занимавал со пчеларство. Убаво е човек кога има искрено чувство на исполнетост кој ќе се врати после некој мал успех со пчелите. Пчелите се така, нели, специфични животинки што треба со љубов да се гледаат и не може било кој да се занимава со пчеларство. Така е, има многу чудесија, да кажам, ја го викам инсектот чудесија од инсект, зашто ние знаеме имаме 5 чула или 6, да кажеме, со интелектот, а не знаеме колку чула има пчелата. Пчелата има едни влакненца на целото тело, дури на крилото, и кои реагираат на електромагнетни таласи, реагираат на светлосни фотони, реагираат на топлина, затоа што топлината не е ништо него промена, не е тоа течност пред Њутон која што се движи низ материјата, него се промена на молекулите кои што ја дигаат таа температура. Пчелата ја чувствува, го чувствува медот. Медот, извинете, кај пчелата морам да кажам, не е храна. Медот е резерва на топлина. Они го греат медот, а медот како маса густа, со своја густина, го грее пчелното семејство. Медот не е резерва на храна. Она јаде месечно 100 до 200 грама во декември и јануар.
Незе и е потребно покасно, ама во текот на зимата медот, видите какво суштество, си направило радиатор. Морам така да се изразам, за да ме свати аудиториумот. Еве, тоа е чудесија од животно, за кое што секојаш човекот ќе најде провокација нешто да прочита. Така. Ова тема е навистина обширна, навистина има многу, премногу да се зборува. Треба да зборуваме и друг пат. Да, ќе се договориме секако, ќе направиме уште еден разговор, еве поконкретно за пчелите, нели вие да ни објасните. За сега ви благодарам што бевте со нас и што прифативте еве да разговараме на оваа тема и да ги упатиме со еден начин гледачите, нели како да го препознаат квалитетниот мед. Ви благодарам. Благодарам. Почитувани гледачи, ние одиме понатаму. Александра, Кристина и Андријана се дел од социјалната патролна служба на општина Ѓорче Петров, единствена во државава, која секојдневно посетува семејства кои се наоѓаат во социјален ризик, со цел да им помогне во сложените процедури за добивање финансиска помош и вадење лични документи. Патролната служба функционира 2 години, а психологот и двете социјални работнички волонтерски им помагаат на најзагрозените. Нивната задача е да ги детектираат ранливите категории на граѓани, а потоа и да направат лична проценка за помошта која им е потребна. И нашата специфична задача се состои во ревизија и ажурирање на веќе постоечките списоци на социјално загрозени лица и нивна категоризација, значи согласно категоријата на која што и припаѓаат подгрупата, значи дали се тоа лица со посебни потреби, еднородителски семејства, бездомници, лица со нарушено психофизичко здравје или лица без комплетна лична документација. Понатаму, значи, мапирање и идентификување на нови случаи секако е дел од нашата работа и во фокусот на нашата работа, значи, асистирање на семејствата со административни потешкоти, прибавување на документи и психосоцијална помош, како и, значи, изработка на еден регистар, кој што, односно, лесно пристаплива датабаза, која што ќе содржи постојано проверливи информации за напредокот на овие семејства, значи, како напредуваат, согласно помошта која што им е пружена од страна на општина Ѓорче Петров во соработка со останатите организации и институции. Како што не информираше Катерина Копевска, социјалната служба е во постојана комуникација со градинките, училиштата, полициската станица, амбулантата и старскиот дом во Ѓорче Петров, со цел полесно лоцирање на загрозените лица. Податоците кои ги добиваме за новите случаи на територијата на општина Ѓорче Петров ги прибавуваме самостојно со одење на терен. Исто така добиваме и податоци и од институциите кои се наоѓаат на територијата на општина Ѓорче Петров, како што се Геронтолошкиот завод 13 ноември, поликлиниката, полициската станица, градинките, основните училишта, како и местните и урбаните заедници. Исто така остваруваме соработка и со невладините организации кои се на територијата на општината, но имаме и отворена соработка и со сите преостанати организации и институции кои можат да допринесат за добро состојбата и решавање на статусот на социјалните случаи. Сепак и покрај добрата намера која ја имаат девојките од тимот, неретко се соочуваат со висок степен на недоверба кај семејствата кои ги посетуваат. Како резултат на тоа, соработката се одвива отежното, но добрата намера се препознава, а со тоа и довербата во институциите се враќа, вели Андријана Тасевска. Тимот на социјална патрола врши увид и посета во домот на семејствата, воедно и се соочува со одреден број на недостатоци. Дел од тие недостатоци се неинформираност на семејствата кои ги посетуваме, првична недоверба кои потешка покажуваат и потешка достапност до семејствата. Жителите на општина Ѓорче Петров треба да знаат за постоењето на тимот на социјална патрола и воедно на полесен начин да ја контактираат доколку имаат административни и останати проблеми. Велите недоверба, на кој начин ги убедувате семејствата дека треба да имаат доверба во овој тим? Па со нашиот пристап, како што му пристапуваме, значи со увидот кој што го вршиме во нивните домови, тие стекнуваат еден вид на доверба и со нашата теренска работа, со увидот кој што го правиме во нивните домови, полека значи почнуваат да не запознаваат и да им влемаме огромен вид на доверба.
Екипата на Прва Скопска, заедно со социјалната служба, денеска беше во посета на семејството на Ајнур Симуновски, кој е самохран татко на 5 деца, откако неговата сопруга пред точно 6 месеци починала веднаш по породувањето. Ајнур е работоспособен, но живее само со социјална помош. Вели дека општината досега му помогнала со храна и облека, но би работел било што за да го прехрани семејството и да излезе од списокот на социјално загрузени семејства. Самохран родител со 5 дечиња. Едното е во згрижувачко ради ситуација. Ми почина сопругава, па да ти кажам, денес точно 6 месеци прави. Ви помага и општината, гледам дека денеска се кај вас. Да ни помогна, значи 2018 со храна пакети, значи свано даваше. И оваа година со јакни ни помогна за дечињава, али ладно и така. Ние сме благодарни за тоа. Али не се живее само и од тоа, нели? Треба и државата да гледаме од се по-увидливо, зашто видите, јас сум сам со 5 дечиња. А сега во мајке го земам и детево малово, иако се виновни, значи за смртта на сопругава, ама никој никаде не реагирал. Тоа е вистината. Так, што се случи со сопругава? Па ништо, све она беше здрава, добра, све беше. Идев таму на посета, се гледавме, доле се снимуваше све. 21.7.2018, кога требаше да ја пушта да си дојде дома, отидов да си ја земам женава со синов, бев и детево. Докторот ме вика таму, у кома, женава, 50 минути, ја елиминира, ја враќа, мозокот толку не работеше и така. Раководителката на секторот за социјална заштита Данча Василевска ги охрабри граѓаните на кои им е потребна помош да се обратат во општината. Оваа патролна служба е составена од тројца социјални работници кои што патрулираат на терен и ги разрешуваат социјалните проблеми на социјално загрозените лица. Ваква служба постои единствено во општина Ѓурче Петров во цела Македонија и ќе продолжи да функционира и во наредниот период. Апелираме до сите граѓани на општина Ѓурче Петров кои што имаат социјални проблеми да се обратат до патролната служба на општина Ѓурче Петров за да можат да си ги решат нивните социјални проблеми. Од општина Ѓурче Петров велат дека по разговор со граѓаните и невладините организации е констатирано дека со функционирањето на ваквата служба значително е намалена сиромаштијата. На 200 семејства од социјален ризик изминатиот период им било помогнато со храна, облека и еднократна парична помош. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги понатаму Викенд хрониките на Прва Скопска.